Два договори во 4 очи му пресудија 2,5 години казна затвор на поранишниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири. Се консултирал со фирма основана 20 дена пред да падне спогодбата и го оштетил буџетот за над 1,1 милиони евра. Првиот договор за кој осуден Зекири се однесува за консултантски услуги за македонски пошти, склучен во мај 2021, за кој осомничени се и двајца Хрвати, кои се недостапни на органите на прогонот. Вториот договор пак се однесува исто за консултантски услуги за приватизација на железници транспорт АД Скопје, на кој Зекири го ставил својот подпис во јуни пред 2 години. Судот како тежнувачка околност во носењето на казната долга 2,5 години го ценел и фактот дека ваквите злоупотреби од функционери во последниот период се зачестени, а поради тоа граѓаните губат доверба во државните институции. Генералниот секретар, како законски и стварно надлежен да спроведува постапки за јавни набавки, при склучувањето на предметните договори имал целосна автономија, максимално независно да избере и спроведе соодветна постапка за јавна набавка од членот 47 од Законот за јавните набавки, но немало овластување да го исклучи спроведувањето на таква постапка. Зекири вели не бил виновен, бидејќи спроведувал умисле на други. За склучувањето на договорите надлежни биле правните служби во владата, а за ваквата идеја на Фатмир Битики гласала цела влада. Мислам дека е неоснована, секако преку адвокатскиот тим ќе обжалиме одлуката, бидејќи во целиот процес никаде и во ниту еден момент не беше докажана моја умисла во случувањето на договорите, затоа што јас само сум спровел умисла на други, односно на владата, кои беа предложени од вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Судот не прифати имотот на Зекири да биде конфискуван, но тој треба штетата од речиси 72 милиони денари да ја врати во државната каса. Од казната, од вкупно 30 месеци, му преостануваат за одлежување уште само 11, бидејќи беше под мерки од самиот почеток на судската постапка. Најпрво во шутка, потоа беше и во домашен притвор. Ниската затворска казна доаѓа по измените на кривичниот законник на власта, злоупотребите на функционерите да се казнуваат со затвор од 1 до 5 години, наместо како што беше претходно 5 години да биде минималната затворска казна.